Возлюбени празникољубци, потребата од Спасител, од посредник меѓу огревовениот човек и Бога, била очекувана од сите старозаветни генерации и меѓу сите народи. Но ниту можело да се помисли, ниту да се оствари каква било надеж, ниту да се доживее каква било духовна преродба и преобразба без оној кој може се и кој владее со се. Дури кога се исполнило времето, се открила тајната скриена од вековите и родовите. Бог од љубов се воплоти и роди како Богочовек во личноста на Господ Исус Христос. Така со временото раѓање на вечниот и надвремен Господ, на човекот и на сите созданија им е дадена можност да постанат вечни. Оттаму празникот на Христовото рождество е ден во кој пак и пак се подсетуваме на благовестената радосна вест за настанот случен во Витлеем. Но и по повеќе од 2000 години од чудесниот настан на Богороѓањето, човештвото се уште жеднее по мир и добра волја. На светот потребна му е Христовата љубов и вистина. И нема да има мир на земјата, нема да има добра волја меѓу народите, се додека во душите и срцата наши не се роди и не завладее Христос Господ и не се исполниме со Неговото Евангелие. Токму на Божик, денот кога го прославуваме Неговото спасоносно рождество, прилика е да се подсетиме и на тоа колку достојно го следиме Христовиот пат, колку ги почитуваме и исполнуваме заповедите и законите на верата. Само така подготвени ќе можеме вистински да му се радуваме со пастирите, да му се поклониме со мудреците и да го славословиме со ангелите и на овој и на сите денови. Амин. Христос се роди, честито и од Бога благословено новото лето.